не можам јас да издржам да завршиме емисијата, а да не ми кажеш за тестото. Зошто имаше празнини? Додека не служиш, ки ни кажеш што е, во што е тајната на тоа. Да знаат и нашите гледачи. Да, пред тогаш кога ме праша, не ти го кажував, бидејќи сега го сечавме, све е готово. Ја ќе излегувам малку да испоземам нешто. Вака, за да видимо зашто. Вака. Вака. Мислимо дека вака. Сега во твојот тањир ќе го кажем ова. Немаме вилушки ножеви, затоа што ова се јаде со рака, нели? Све со рака, само се извини малку. Треба да исподаваме убаво шарско сирење, ова од вашето бачило овде. Да. Шарско сирење, ова е некако стварно. Овака. И овчо кисело млеко. Да, обавезно. Сега ќе ви кажам. Овака. И на крај овчето, ова е кајмакче, све да се гледа. Ова е кисело млеко од овче, ама као кајмак се гледа. И нашата тактика беше по редови, бидејќи само да му служиме на нашата овака. Еве, драги мои, гледајте како е ова на листови, така убаво, како... Овака. Како сонце убаво испечено. Обавезно. Знаеш ли ти ми може да правиш флија? Може. Треба да научим. Овака може. Малку така. И киселото може мимоза. Кајмачина, не? Така. И на крај, нашата тактика беше за да можеме ти со ваши така и да извидите редите како се редуе све и да ги изброиме редите, све отида професионални. Значи по еден ред може слободно да ги исповлечеш на страна и да ги испробаш киселото млеко од товчок, нашето шарско и сирењето директно од кравје. Еве, драги мои, ова е како лист. Овака. Вака се јаде ова, вака се јаде. Значи, ја ќе земам малку, бидејќи вака, бидејќи кога ве гледам вас, ја готово сум. Нели? Стварно. Вака, ја ќе земам малку. Исто така малку сирење као ова. Многу убаво. Браво, Ремзи. Пак ќе дојдеме да ни направиш вако. Кога сакате. Како вкус има убав од кравјото масло. Нашата куќа е подготвена за сите луѓе во нашиот полошки регион и во целата Македонија, се знае. Ки ви дојдеме и на Бајрам, ки ви дојдеме. Обавезно, ние после и ја ќе почнеме вака. Еве, се гледа, видиш како се пали, видиш. Со рака. Све се јаде со рака, на здравје на сите.